избори, за разлика од ноќеска кога во реонот на Никуштак имало борбени дејства со променет интензитет. По синоќешниот напад од страна на албанските терористички банди од три правци на Липково и Карадаг врз позициите на нашите одбранбени сили, кога борбените дејствија траеле околу 3 часа, терористите се смириле. Но од 22 часот во текот на цела ноќ терористите со провокации од митралези, снајпери и пушко-митралези со променлив интензитет ги нападале нашите безбедносни сили во реонот на Уминдол. И навистина кои се и дали можеме да ги наречеме луѓето кои и покрај се и покрај сите наши заложби за мирен соживот со сите и со секого кренаа рака на најсветите нешта на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. За подсетување, со конечното признавање Пред час и половина, поточно околу 18 часот и 30 минути, кај селото Грушино беше нападната тенковска единица која се враќала од позициите на село Арачиново преку Никуштак за Куманово. При тоа, македонските безбедносни сили возвратиле и целосно ги уништиле албанските терористички групи. И покрај тоа што НАТО и ОПСЕ биле уредно известени дека по стариот пат за Скопје ќе помине тенковска единица, ништо не презеле во обезбедување на конвојот. Инаку денешниот ден во Кумановско-Липковскиот регион измина релативно мирно. Посериозни вооружени провокации од албанските терористи кон позициите на македонските безбедносни сили немаше, освен повремени престрелки во редовите на терористите во селото Никуштак. Во 12 часот и 20 минути терористите го запалиле житото меѓу стариот и новиот дел во селото. Според воени извори, представниците на Меѓународниот комитет на Црвен крст кои вчера во 15 часот заминаа кон селото Липково, биле изјава на македонските власти кои со гаранција од страна на Алијансата одлучија со ова да ја спроведат третата фаза од планот на председателот Борис Трајковски за разоружување на терористите со помош на војниците на НАТО.
Генералите на војската и полицијата Петревски и Галевски ваквата одлука ја подпи изјава на македонските безбедносни сили дека нема да пукаат, а во тоа ја имаат целосната поддршка на Алијансата, нагласија денеска представниците на координативното тело за решавање на кризата. На прекинот на огнот изјави министерот за олку бидат провоцирани, но и за да ги спречат евентуалните илегални преминувања на границата. Ние бараме строго дефиниран мандат на НАТО силите. Војна или промена на уставот, рече Пендаровски. Не, апсолутно никако. Коалиција од 15 држави на Арсенал го прослави 10-тиот роден ден. 18 август се прославува како ден на АРМ во чест на првиот партизански батальон Мир Чацев, формиран на овој ден 43-та година. Првите почетоци на самостојна македонска армија датираат од 31 март 92-та година, кога АРМ ги предаде македонските граници под своја контрола и защита. Да, камерата шаска не шари за да погоди по-низ. Ами ја гледам кај дупката на ците. Браво. А Јомпов. Можеш него? Не дигай толкова. Во Тетово и во Тетовско интензивно се пука веќе 3,5 часа. Пукотниците почнаа околу 11 часот и 20 минути. Терористичките групи кои утрово се прераспоредуваат жестоко почнаа да ги напаѓаат позициите на македонските безбедносни сили кај стадионот. Нападнат е полицискиот пункт и касарната Кузман Јосифовски Питу. Нападите доаѓаат од сите правци околу стадионот, се слушаат истрели и од околните куќи. Македонските безбедносни сили жестоко возвраќаат со секаков вид пешадиско оружје, а употребуваат и тешко вооружување. Екипата на македонската телевизија се наоѓаше на полицискиот пункт точно во времето кога отпочна нападот. Силен оган доаѓаше од сите страни кон пунктот. Полицијата соодветно возврати. Под скрстен оган, екипата се повлече кон првите куќи во близината на стариот градски стадион. Од тука нема голема прегледност на случувањата во градот. Се слушаат истрели и детонации што доаѓаат од соседството. Се пука од повеќе недозидани и вселени куќи на улиците Сетинска, Благоја Тоска, како и од другите улици зад стадионот. Практично се водат борби на самите улици. Куршуми се забиваат во фасадите на куќите. Опасно е да се стои покрај прозорец, а да не зборуваме за некое движење по улиците во овој дел од градот. Опасноста доаѓа главно од Дреновец 1, од куќите во кои живееше македонско население, но по нивното присилно иселување тука се сместени вооружените терористи. Се пука и од други куќи во близината, како и од околните згради. На повеќе места во Једоарце, Варвара, Дреновец, Гајре, Порој и на други места во околината има запалени куќи кои представувале за солниште на терористите. На повеќе куќи има помали оштетувања. Во овие минути детонациите се малку проретчени, но се уште има борбени действија. Официјалниот билтен на Министерството за одбрана ги потврдува првичните вооружени напади од страна на терористите. Во 11 часот и 20 минути со снајперски оган е нападнат пунктот кај стадионот, во 11:45 пунктот во Чичарница од правец на Гајре, а во 11:50 пунктот кај Тетовското кале од правец на Лавце, соопштуваат армиски извори. Македонските безбедносни сили возвраќаат на нападите. Немаме информации за евентуални повредени приватници на безбедносните органи. Интензивни напади врз нашите позиции има и во други реони, во Бањиче, Кале, Лавце, Непроштено, Гајре. Од над Платино терористите напаѓаат кон Теарце, се напаѓа и на Лешок, како и на Непроштено. Во дворот на касарната Кузман Јосифовски Питу, како и во дворовите на околните куќи, има паднато околу 40 минофрлачки гранати. Официјално 4, а неофицијално 6 цивили се повредени во овој дел од градот, што се наоѓа некаде во северозападниот дел од Тетово. Од нив еден е потешко повреден и тој е префрлен во Скопје. За сега не ги знаеме имињата на повредените, освен на едниот се работи за 40 годишниот Филип Димитров, кој има прострелна рана здобиена од нападите на терористичките банди, но тој не е во животна опасност.
Информациите постојано пристигнуваат до нас и како ќе ги дознаваме, така ќе ве информираме редовно. Тоа беше Во Грушино и во Виштица. Албанските терористички банди не ја почитуваат спогодбата за прекин на огнот. Во 2 наврати се слушна истрели кои доаѓаат од селата Слупчани и од Виштица. Нашите безбедносни сили забележаа поставување митрализи во училиштето во Виштица. Терористите копаат ровови со багери и се утврдуваат во Виштица. Со голо око може да се забележи раздвижување на терористите и тоа од Никушта кон Виштица и обратно. Исти возила и трактори може да се забележат како пренесуваат луѓе и најверојатно оружје. За овие активности на терористите известени се мониторинг мисиите на ОВСЕ и на Европската Унија. Екипата на ОВСЕ ја забележавме како пред малку се движи од Никуштак по стариот пат кон Ропајсе. На половина пат комбето застана и не го продолжи патот. Токму на овие места терористите имаат своји пунктови и своји утврдувања. Албанските терористи вооружени со снајпери ја држат и бензинската пумпа пред Никуштак, од каде се снабдуваат со бензин. Многу често велат наши извори од теренот, потпомогнати од странските мисии кои секојдневно се движат во овие места кои се под контрола на терористите. На сите активности на терористичките банди македонските безбедносни сили денеска и ноќеска не одговорија, доследно ја почитуваат спогодбата за прекин. Следеле последно, добро вечер. Да кажем дека во овие моменти во Тетово е релативно мирно, со повремени детонации кои можат да се слушнат, да доаѓаат од подгор од планините што гравитираат кон македонско-југословенската граница на кај Косово. Најновите вести што ги добивме се дека пред само неколку минути кај стоколната куќа Тетовченко од македонските сили за безбедност се приведени 4 лица, осребрено БМВ, кај кој е пронајдено оружје. Исто така, пред само неколку минути бевме информирани дека во село Непроштено 15 жители од куќите во повисокиот дел на селото се киднапирани, а еден жител е ранет. Инаку да кажем за гледачите дека тетовчани и гостивачани немаат можност да ја следат програмата на еден телевизија, бидејќи нема електрична енергија на пунктот на Рогачево, тие села што се Старосело и Рогачево кои гравитираат кон македонско-југословенската граница кај Косово. Што ти спомена дека вечерва се киднапирани уште 15 лица од селото Непроштено. Претходно Министерството за одбрана потврди дека денеска се киднапирани 22 лица. Кои се другите твои информации во однос на киднапираните? Имавме јавувања на жители од Вратница, автобусна полет и луѓе кои што се враќале од Југохром кои се враќале од работа, меѓутоа информациите велат дека овие 19 лица се пуштени, меѓу кои беше генералниот директор на хемиско-електрометалургискиот комбинат Југохром Звонко Стојановски, како и председателот на синдикатот на Југохром. Во автобусот биле и двајца монтери на електрополокот Тетово, меѓутоа за овие лица, барем така говорат информациите, тие се пуштени на слобода. Што се однесува до информацијата што завршувале своите работни задачи, а последната нивна комуникација со нив е остварена од село Шемшово. Според одговорните во дирекцијата на македонски телекомуникации во Тетово се прават напори преку меѓународните мисии и наблюдувачи киднапираните да бидат ослободени. Да не беше ти спомена дека вечерва во Тетово е Благоја Марковски, меѓутоа тетовчани тоа можеа да го слушнат и видат. Околу 11 часот со снајперски оган албанските терористи го нападнале пунктот на македонските сили за безбедност кај градскиот стадион во Тетово, а потоа и позициите на Тетовското кале и пунктот во јужниот дел на Тетово се работи за пунктот кај Жичарницата, кај муслиманските гробишта. Инаку и денес од Лавце беше гранатиран со минофрлачи онаа позната слика нели од мартовските настани, локалитетот кај што се наоѓаат викенд куќичките на Тетовското кале. Албанските терористи, вели полковник Марковски, со минофрлачи и ракетни фрлачи золи пукале и врз касарната во Тетово. Неколку минофрлачки гранати, вели армискиот портпарол, паднале во куќите на цивили кои живеат во близина на касарната во Тетово. Такви за вакви гранатирања, за вакви паѓања на гранати во куќи на цивили имавме јавувања од повеќе делови на градот, меѓутоа да кажем дека на вистина не беше воопшто сигурно да се појде во тој
Во 11 часот и 20 минути гранатиран бил пунктот на Попова шапка. Македонските безбедносни сили одговориле на нападот, а извори во Министерството за одбрана информираат дека за 10 минути терористичката група била разбиена. Да действува за разбивање на албанската терористичка банда. Уште еден грозоморен чин на албанските терористи денеска во Тетовско. Во 14 часот нападот Жилче Лешок, автомобил црвена Opel Corsa нагазил на мина. Дознаваме дека мајка и синот од Ушиште македонци да донесена конечната одлука за запирање на извозот на оружје во Македонија. Амбасадорот на Македонија во Киев Владо Блажевски вчера апелирал до владата на Украина да не го блокира извозот на оружје во Македонија. Од друга страна, агенцијата Франс Прес објави дека Украина е за продолжување на воено-техничката соработка со Македонија, но дека е подготвена да ја суспендира испораката на тешко оружје, бидејќи тоа од неа го побарале Соединетите Американски држави. Ова изјава доаѓа по минатонеделната посета на Украина на советникот за национална безбедност на американскиот претседател Џорџ Буш, Гондолиза Рајс, која побарала Украина да го сопри испорачувањето на оружје за Македонија. Македонското министерство за одбрана одговори дека нема коментар на овие најави на Украина. Инаку во последните 6 месеци колку што трае кризата во Македонија, од Украина набавени се 4 борбени авиони Сухој-25, 8 борбени хеликоптери Ми-24, 4 транспортно-борбени хеликоптери Ми-8, повеќе цевен ракетен лансирен систем Град БМ-21. Заедно со ова оружје купена е муниција која со нив су прогнозите. Развојот на ситуацијата по се изгледа ќе оде во правец на понудата. Прифатете го на што ви се нуди и подпишете го планот кој за вас е понижувачки или ќе влезете во војна која не можете да ја добиете. Затоа што немате ниту средства, ниту подршка, додека албанците имаат и едно и друго. Вели коментар се потенцира во коментарот на француското радио и тоа досега невиден триумф во политиката, во поглед на брзината и лесноцијата со која е постигнат. НАТО потоа ќе треба да се инсталира во Македонија и да ги разоружа припадниците на она за да воспостави мир и толеранција. Но прашање е колку е тоа реално можно, има легитимитет. Кога македонците ги обвинуваат западните политичари, тие велат: повелете, добите ја војната доколку можете. Но за тоа, според сите проценки, е веќе доцна, се вели во коментарот, во кој се додава дека некој политичар, доволно патриот и доволно Сега не е разбирлив, ако таков беше случајот со Србија во времето на Милошевиќ. Фактите нудат поинакви сознание и не ги оправдуваат брзоплетите заклучоци дека сите албанци национална армија во Македонија, како во незината обука, уште поочигледно и во незиното вооружување. Во овој контекст, според Виенски курир, е безмалку провиден двојниот аршин на Вашингтон. Од една страна за европјаните кои веќе мировните акции во Босна и на Косово готово во целост мораат да ги платат од своите џебови, што значи Вашингтон официјално ја тера Европската унија да ги разоружа терористите, како Македонија не би се распаднала, а позади завесата САД ги помага албанските фанатици во создавањето на голема Албанија. Секторот на Косово, од каде упаѓаат албанските терористи во Македонија, го контролираат американски војници и таа територија, подсетува вестникот, стана центар на трговците со оружје, наркодилерите и трговците со белоробје. Меѓутоа, во текот на изминатата ноќ, според соопштението од Министерството за одбрана, албанските паравојници во повеќе наврати оружено ги провоцирале нашите одбранбени сили. Најсериозен терористички напад е регистриран во 23 часот и 50 минути, кога група терористи се обидела да се приближи до нашите позиции кај пунктот на Мак Петрол, при што е отворен оган од автоматско оружје, на што македонските безбедносни сили возвратиле и терористите се повлекле. Вооружени провокации што траеле од 21:45 до 3 часот наутро се регистрирани и во раоните на селата Лојане кон Малото Сланиште, блиску до железничкиот граничен премин Табановце, потоа од Слупчане кон полицискиот пункт во ОПЕ и од Виштица кон позициите на македонската одбрана кај Уминдол. Во текот на изминатата ноќ, според армиски извори, интензивирани се и раздвижувањата по целата линија на дејствување, но овој пат и на потегот од Стража кон Белановце над Липковските акумулациони езера. На овие прекршувања на договорот за прекин на огнот, македонските безбедносни структури не возвратиле. Досега водела погрешна политика на Балканот, нешто што ниту еден политички лидер на НАТО не го посакува. Без желба да и се спротистави на ОВК, НАТО почна со дипломатски притисок врз македонската влада, со таа цел да ги исполни барањата на албанците. Во меѓувреме ОВК зазема се повеќе територии во Западна и Северна Македонија, толку што се однесува до посветеноста на НАТО кон демократските идеали и владењето на правото, заклучува Бисет во својот коментар со наслов "Создадовме чудовиште кое сега ја уништува Македонија".
Инаку, што се однесува до представникот на Европската унија Франсуа Леотар, еден од главните фигури во политички типови оружје, велат во МВР, користени се во заседите што така наречената ОНА ги извршила над македонските безбедносни сили. 10 минути меѓу скопските населби Чаир и Газибаба во близина на основното училиште Тефејус на улица Виргина 107, македонската полиција откри и уништи терористичка група составена од специјалните единици на така наречената ОНА. При обидот за напад врз нашите специјалци со отворање пешадиски оган врз нив, брзо и ефикасно е возвратено, при што се ликвидирани 5 албански терористи, а 5 се лишени од слобода и приведени за натамошна постапка. Меѓу ликвидираните е излогласниот командант Тели, кој според сознанијата на полицијата оперирал во Кумановско-Липковскиот регион и на подрачјето на село Арачиново и не е државјанин на Република Македонија. Потврдени се и сознанијата дека терористичката група последните 2 дена престојувала во село Арачиново, каде подготвувала план за вршење терористички акции во главниот град, пошто во доцните вечерни часови се префрлила на подрачјето на Скопје. Акцијата за откривање на терористите и нивно лишување од слобода се одвивала мошне брзо и по претходно добиени податоци од позициите во редовите на така наречената ОНА. Куќата број 107 на улица Виргина е собственост на Алими Музафер, всушност 2 населени со семејства куќи во еден двор, а се претпоставува дека 2 од терористите се синови или блиски роднини на собственикот Алими Музафер. Во куќата е пронајдено големо количество опасно оружје, муниција и експлозив од американско, хрватско, југословенско, албанско, кинеско и јужноафриканско производство, кое оваа терористичка група, така наречени водачи, го подготвувала за напади и убиства на припадниците на македонските безбедносни сили. При претресот се пронајдени 5 пиштоли 7,62 од југословенско потекло, 3 рачни лансери на гранати калибар 40 мм од хрватско производство, 350 гранати калибар 40 од јужноафриканско производство, 6 автоматски пушки калибар 7,62, 3 од кинеско, а 3 од југословенско производство, една снајперска пушка Ругер калибар 5,56 од американско производство, 3 рачни бомби, една кинеска, 2 од југословенско производство, 6 тромблонски мини за автоматски и полуавтоматски пушки од југословенско производство калибар 7,62, 2400 грама тротил од кинеско производство, 18 детонаторски каписли и 36 електрични детонаторски каписли, муниција, куршуми, ножеви, санитетски материјал од словенечко производство, 2 ампули морфиум, спорогоречки фитил, 2 комплети маскирни и странски униформи, а на едната имало ознака Green Pear, се претпоставува дека е од американско производство. Оружјето е запленето и префрлено во просториите на МВР. На местото на настанот е извршен криминалистичко-технички увид од стручна екипа на МВР под раководство на истражниот судија Весна Босотова и заменикот јавен обвинител. Телата на 5 ликвидирани терористи се однесени на обдукција во судска медицина, а на приведените им се земени отпечатоци и парафинска ракавица. Во врска со оваа акција за македонското радио, Јаја Паша во Скопје, 5 лица се убиени, а 5 уапсени. Министерството за внатрешни работи тврди дека лицата сите од албанска националност се припадници на терористичката ОНА и дека сношти дошле од Арачиново да започнат терористички акции во Скопје. Меѓу убиените, според Министерството за внатрешни работи, е и извесен комендант Тели, кој претходно војувал во Кумановско-Липковскиот регион и во Арачиново. Тие сакале да пукаат во специјалците, тврдат во МВР. Само еден од нив ги кренал рацете за да се предаде. Тој е приведен. Телата на убиените останале покрај креветите во кои спиеле. До нив се и пушките и останатото оружје. Тели, Луле, Арбен, Демир. Овие имиња се испишани на униформите на убиените терористи, за кои полицијата има сознанија дека се група организатори на нападите на полицијата во Арачиново, Кумановско и Тетовско. Главен е командантот Тели, албански државјанин, кој е еден од командантите во Арачиново и Кумановско. Имињата на овие терористи се испишани на джиповите што така наречената ОНА ги возеше во Арачиново како пара полиција. Се смета дека и останатите се државјани на Албанија. За довиече джилници се наоѓа куќата каде е извршена акцијата, но таму не ни беше дозволено снимање. Од оние кои беа пред куќата ни беше кажано да го напуштиме местото без да снимаме. Полицијата денеска ги се ослушуваше сите оние што живеат во близина на оваа куќа. Приведени се и домакините кај кои престојувале терористите.
Домакинот е постар човек кој има 3 сина, а во моментот кога полицијата упаднала во куќата, освен терористите, спиеле и една жена и момче. Полицијата не го соопштува идентитетот на сопственикот на куќата. Инаку групата последниве 2 дена престојувала во Арачиново, каде го подготвувала планот за вршење на терористички акции во Скопје. Доцна вечерта од Арачиново дошла во Скопје и се сместила кај Јаја Паша. Ова е оружјето што полицијата го пронашла во куќата. Тоа се 3 рачни лансирни гранати од хрватско производство, 6 автоматски пушки од албанско и југословенско потекло, американска пушка Ругер, 5 пиштоли црвена застава, 6 тромбонски мини за автоматска и полуавтоматска пушка, 3 рачни бомби, 2400 грама ТНТ експлозив, 44 детонаторски каписли и 350 гранати од 40 мм од Јужна Африка. Вакви типови оружје, велат во МВР, користени се во заседите што така наречената ОНА ги извршила над македонските безбедносни сили. При обидот за напад врз нашите специјалци со отворање пешадиски оган врз нив, брзо и ефикасно е возвратено, при што се ликвидирани 5 албански терористи, а 5 се лишени од слобода и приведени за натамошна постапка. Државјанин на Република Македонија Карпалук или Марков зид. Конвојот од 13 транспортери, 15 тенкови, 30 на камиони и потешко пешадиско оружје, топови и хаубици, како и 2 автобуси со резервисти, одел кон Тетово за да изврши смена на силите и да однесе дополнителна опрема за војската, сместена во Тетовско. Околу 9:25 со минофрлачи, тромблони, золји и автомати, пукане од Карпалукот. Погоден е еден камион кој се запалил, запалено и едно цивилно возило, а куршумите од автоматско оружје завршиле и во автобусите со кои се транспортирале војниците. 10 припадници на АРМ загинаа во овој напад, од нив 2 се офицери. Неофицијално дознаваме дека загинатите резервисти се од Прилеп. Еден проектил од ракетен фрлач завршил во еден од автобусите, при што полесно се повредени 2 војници. Тие се пренесени во гарнизонската амбуланта во Тетово. Се уште се врши обдукција на телата на загинатите. По нападот, македонските безбедносни сили го употреби авионот Сухој за надлетување на теренот, а за цело време надлетуваа и хеликоптерите. Патот Скопје-Тетово е затворен за сообраќај. По него, освен полицијата и војската, поминаа оние кои вршеа увид на настанот и мониторингот на ОПСЕ. Новинарите заедно со тетовчани кои утрово имале намера да се вратат дома, останаа на полицискиот пункт на излезот од Скопје. Безбедносни сили и поради тоа што албанците ги бркаат нивните роднини од куќите и становите во Тетово, за тоа не се презема ништо да се заштити македонското население од Тетово. Ова што сега го соопштив, нели се разбира ми е кажано од нив. Протестот започна околу 16 часот и 30 минути со поставување барикади на улиците пред Македонското собрание. Оттаму поголема група се упати кон владата, а потоа кон генералштабот на армијата на Република Македонија. Се соопштени се лути на македонските власти од македонските безбедносни сили во Тетово, еден камион со оружје и со муниција и едно комбе со старешини. При нападот на албанските терористи уништен е Хермелинот, а други армиски возила се оштетени. Дознаваме дека претходно албанските терористи пукале и на повеќе цивилни возила. Инаку состојбата вечерва во Тетово е напната. Не се сепак. На автопатот Скопје-Тетово се случи крволочно, кукавичко и нечовечко убиство на официјално 10 припадници на македонските безбедносни сили. На местото на грозоморниот и крволочен чин на албанските терористички банди, екипата на македонската телевизија беше сведок на нечовечноста и на зверството на албанските бандити. Македонскиот народ и меѓународната јавност имаат можност да ја видат сликата на речиси целосно изгорените возила на армијата на Република Македонија. Сведоштво за тоа како албанските терористи го почитуваат прекинот на огнот. Иди. Оди. Така стои доле. Стои тука. Ај доле. Ај се оди.
Единствените спомени за присуството на сопствениот татко ќе ти потекнуваат само од првите неколку години од животот. Колку ги боли младите жени кои останаа без оние со кои си го ветија целиот заеднички живот. Колку боли за своето чедо, за синот, за најмилото и највредното во животот. И колку ја боли Македонија за незините синови. Таа давала животи откако се памети векот и светот. Туку некако оваа библиска земја како да очекуваше нешто сосема поинакво во третиот милениум по Христа. Сигурно не е ова што сега ни се случува. Градско подрачје. Најнапред со извикување пароли, а само 100 метри подалеку од платото пред собранието почна уништување продавници со колонијална стока, сладкарници и продавници со акцизни производи. Во првиот поход беа уништени 15 продавници, меѓу кои и неколку поголеми во градскиот трговски центар. Полицијата присутна цело време интервенираше внимателно со цел да нема повредени меѓу младите демонстранти. По нешто повеќе од 1 час оваа група се врати пред собранието на Република Македонија, каде што во меѓувреме беше во тек мирниот протест на граѓаните. По половина час повторно дел од младите се упатија по претходната маршрута, уништувајќи уште неколку трговски објекти, пошто демонстрантите се разотидоа. Околу 23 часот бројот на присутните учесници на мирниот протест пред собранието на Република Македонија почна да се намалува. Навидум се изгледаше нормално, освен чадот што по 12 часа се издигаше од џамијата, што до утрото беше во пламен. Вака изгледаат дуќаните кои изгореа речиси до темел. Нивните сопственици, македонски муслимани, не ги видовме овде. Најголем број прилепчани сметаат дека она што сношти се случи во градот е лошо, но оправдано поради загубата на 10 војници од овој град. Не е начин. Џамијата, која се наоѓа до сад на фронтот, групата револтирани, придружувана од црвените баретки на така наречената организација Тодор Александров, беше расурена. Собствениците на неколку дуќани, иако македонци, останаа да стражарат од страв дека ќе се случи. Многу пунктови, скоро сите пунктови на македонските сили за безбедност беа нападнати. Неофицијално имам сознание дека има и повредени од припадниците на македонските сили за безбедност, меѓутоа тоа се уште не е потврдено од Тетовскиот медицински центар. Да кажам дека 6 лица се примени во Тетовскиот медицински центар, тоа беше информацијата што ја добивме. Джеляли Зульфи, роден 95-та година, со потешки повреди на главата, е префрлен во Скопје. Османи Фатон, 87 година роден, и Джемиле Месими, 86 година, исто така биле повредени од гранати. Имало кај Пржева Бавча, потоа во Ајдучко Мало. Во Пржева Бавча е симптоматично тоа што албанските терористи од куќите и од зградите директно стрелале на пунктот на македонските сили за безбедност кој се наоѓа кај жичарата. Најинтензивно беше и се уште ова што го гледаме Дреновец. Тука реагираа нашите сили за безбедност. Ова се последните куќи во населбата Дреновец, од каде исто така кон македонските сили за безбедност беше стрелано со минофрлачи и со автоматско оружје. Иста е состојбата и на пунктот кај жичарата, и таму македонските сили за безбедност се нападнати со минофрлачи и со пешадиско оружје. Небојша, повели. Само ме интересира, кој го контролира центарот на градот и градското подрачје? Македонските сили за безбедност или терористите од паравојната она? Центарот на градот, сега на шега да кажам дека само ние двајца сме тука, нема никој. Централното градско подрачје, јадрото на градот нема ниту сили. Значи повлечени се и едните и другите од центарот на градот. Тука не се водат. Да, периферијата е многу симптоматична кога се воените действија во прашање, меѓутоа Ајдочко Мало и ова што сега си ми соопшти дека 2 гранати ни се јавија по телефон да ни кажат 2 гранати дека се паднати во населбата Поток, тоа е веќе нешто многу поблиску кон јадрото на градот. Инаку ние имаме можност да ги видиме обете страни, и центарот на градот и онаа страна, значи кон населбата Дреновец и онаа страна кон жичарата. Централното градско подрачје е потполно празно, а детонациите и силните престрелки доаѓаат токму од овие две страни и се уште се во тек, се случува се во
5 до 10 минути е многу жестоко, за потоа да има некоја пауза од 2 до 5 минути, така се случуваше во изминати. Запалени куќи на македонци во Лешок и во Непроштено? Да, во Непроштено се запалени неколку повеќе куќи, за Лешок не знам. Ситуацијата беше жестока синоќа и во Ратај, каде што погина еден припадник на македонските сили за безбедност и во оние села кои гравитираат кон македонско-косовската граница. На пат Тој неговата банда, пишува весникот, повикувајќи се на анонимен полициски извор, од Арачиново дошле со дипломатски возила. Висок функционер на МВР, заеден, веднаш по акцијата изјави дека тројцата убиени албанци со странско државјанство биле обучувани во камповите во близина на Корча и базите на ОВК околу Витина. Другите двајца државјани на Албанија се Дречим Исмаили Джими и известен Ленден, додека двајцата државјани на Македонија се Арбен Байрами Дени и Абас Беќири Бац, двајцата од Арачиново. При акцијата во која полицијата пронајде поголема количина на различно оружје и муниција, погодно за изведување на терористички акции во урбани средини. Според Утрински, најмногу отпор пружил токму Тели. Околу акцијата во Газибаба, весникот Вечер под наслов Вашингтон Пост измислува верзии за настанот во Чаир, објавува дел од текстот на новинарот на Вашингтон Пост, кој пишува дека нема знаци дека жртвите отвориле оган, но и на Питер Блокерт, исследникот Human Rights Watch, кој вели: не постоje докази на местото на настанот кои би ја поддржале владината верзија за настанот. Од друга страна, токму поради учество на албански државјани во терористички активности и терористички организации на територијата на Македонија, Министерството за надворешни работи денеска упати нота со остар протест до вршителот на работите во албанската амбасада во Скопје. Во неја се вели дека такви активности на граѓани на Република Албанија на територијата на нашата држава е мешање во внатрешните работи на Македонија, насочени кон уривање на територијалниот интегритет и суверенитет на нашата држава и во спротивност на напорите за градење доверба и сестрана соработка меѓу Македонија и Албанија, која актуелен председавач на процесот за соработка на земјите од регионот. Терористичките активности на државјаните на Албанија се во спротивност на утврдените норми за однесување меѓу државите, утврдени со меѓународните конвенции. Главно млади револтирани луѓе оштети повеќе дуќани, продавници и деловни објекти во центарот на градот. Полицијата информираше дека во нередите биле приведени 46 лица, од кои половина малолетни. Оштетени се вкупно 23 објекти, од кои 7 се на граѓани од македонска, а 16 собственост на граѓани од албанска националност. Поголемиот број од демолираните дуќани биле и ограбени, а неколку дури биле и запалени. Полицијата најави кривични пријави откако ќе биде утврдено делото против сторителите на кражбите, но и против оние што демолирале и го прекршиле јавниот ред и мир. Во моментов полицијата има докази за 32 лица дека учествувале во кражба. Полицијата се уште не располага со официјални податоци за направената штета, но како што велат во МВР, дел од украдената стока е пронајдена и ќе им биде вратена на собствениците. Толпата се разжести синоќа нешто пред 20 часот, откако меѓу граѓаните кои дотогаш мирно протестираа пред парламентот, се прошири вест дека во градската болница биле донесени неколкумина ранети терористи. Потоа, иако група демонстранти влезе во болницата и наводно се увери дека терористи нема, движејќи се по улиците низ центарот на градот, толпата ги демолираше дуќаните за кои сметаше дека им припаѓаат на граѓани од албанска националност. Така за неполни 2 часа беа демолирани бутикот Big Star во градскиот трговски центар, сладкарниците Малага, Шехерзада и Кокос, колонијалната продавница на Рекорд, филијалата киднапиран од страна на албанските терористи. Тие биле мачени, по грбовите со ноши биле изрежани нивните иницијали и имаат и сеченици и изгореници по целото тело. Докторите кои ги лекуваат велат дека раните на погрбот се длабоки и тешки и дека е можно да им се претворат и во трајни белези. Покрај тоа, момчињата имаат и психички трауми од терористичкото малтретирање, велат лекарите. Тројцата работници вчера го обвинија дежурниот лекар во Кумановската ноќна амбуланта доктор Фикрет Јахиу дека не сакал да ги прифати и да ми укаже помош. Доктор Јахиу ги негира обвинувањата и вели дека тој не зборувал многу со работниците, а во исто време додека тие биле превирувани и тој работел. Љубанци и Љуботен на Скопска Црна Гора. Неофицијално сите војници се од Скопје. Војното транспортно возило со војниците се упатило кон караулата Танушевци. На патот камионот нагазил на 2 противтенковски мини поставени од албанските терористи. Од експлозијата на мините веднаш починале 6 војници, а уште еден војник починал на пат кон војната болница во Скопје. По експлозијата терористите кои се наоѓале во шумата до патот ги нападнале припадниците на АРМ и со пешадиско оружје. Војниците одговориле на нападот.
Пристрелката траела 3 часа, а во акцијата македонската армија ги вклучила и хеликоптерите. Според армиски извори, мините се таза поставени, бидејќи по истиот пат вчера минувале возилата на армијата. Нападите освен полициските пунктови била и касарната каде паднале 30 на гранати, но и секретаријатот за внатрешни работи во градот. Небојша Карапеовски во живо се јавува од студијата во Тетово. Небојша, како е сега ситуацијата? Попладнево дали имаше пристрелки? Во текот на денешниот ден во Тетово е релативно мирно. Од 5 часот наутро до овие моменти евидентиравме само 2 инцидента. Едниот некаде околу Пладне, една од куќите во населбата Дреновец гореше, можеше да се види гусчат од овој објект, а едно тело, еден труп кој се наоѓа на околу 200 метри од пунктот на македонските сили за безбедност кај стадионот, многу близко до овој објект стоеше таму, меѓутоа, како што дознаваме од македонската полиција, не може да се изврши увид на ова тело од безбедносни причини. Вториот инцидент се случи во 16 часот и 10 минути, кога можевме да чуеме рафални истрели што доаѓа од правецот на населбата Дреновец. Инаку денес во 13 часот на гробиштата во село Ратај со сите почести беше погребан. Беа цел на жестоки терористички напади. Терористите со пешадиско и со минофрлачко оружје ги напаѓале полицискиот пункт кај селото и караулата Чашка. Нападите доаѓале од 3 страни, од планината Жеден, од самото село Радуша и од граничниот појас помеѓу Македонија и Косово. Според полициски извори, поголема терористичка група од косовскиот град Витина влегла на наша територија и се придружила на нападот. Првиот напад бил вчера околу 20 часот, вториот во 1,5 часот по полноќ, а најжестоко било утрово во 3 часот кога терористите од Витина се обиделе да се спојат со оние од Радуша. Нападот бил одбиен утрово во 6 часот. Во ноќните борби полесно е повреден еден војник. Во реонот на Радуше и попладнево имало борби, но со послаб интензитет. Ноќеска бил нападнат и полицискиот пункт во близина на гостиварското село Галате. Во близина на Галате и соседното село Пожаране се забележани 2 терористички групи, а според полициски извори, од соседните села Врапчеште и Зубовце се иселиле повеќе жени и деца од македонска националност. Полицијата потврди дека терористите киднапирале 12 селани, жители на Пожаране, кои останале да ги бранат своите домови. Во Пожаране влегла вооружена група од 15 терористи. Пунктот истрелале неколку рафали во воздух. Едно лице уапсено, а тројца избегале во правец на автопатот Скопје-Белград. Според првите луѓе на Северо Куманово се работи за шверцери кои препродавале зејтин, шеќер. Се работи за една племна во Лешок е запалена, за други слушнат детонации или истрели од тој дел на Тетово. Наистина, освен онаа информација дека е во тек акција на македонските сили за безбедност, нешто посериозно како информација. Во синокешните борби 6 припадници на МВР беа повредени и пренесени на клиничкиот центар во Скопје. Борбите според наши информации се уште траат и во последните неколку часа. Несватливо, неколку стотици терористи успеале да се прифрлат од косовска на македонска страна и да ги напаѓаат позициите на македонските безбедносни сили. Дипломатска акција во обид да се информираат НАТО и другите релевантни меѓународни структури, дознаваме од наши сигурни извори. Близина на селото Кривеник со митрализи, снајпери и минофрлачи калибар 82 мм, синоќа од 20 часот започнале да ги напаѓаат полицискиот пункт и караулата на АРМ кај Радуша. Нападите продолжија и во текот на целиот денешен ден. Според сознанијата на МВР, во нападите учествуваат и припадници на Косовскиот корпус за заштита, кои пред неколку денови илегално влегле на македонска територија. А еден од извори на Косово дознава дека одделни припадници на Косовскиот корпус за заштита од Витина на Косово се приклучиле на новоформираната така наречена АНА со цел да ја прошира територијата под контрола на терористите северно од Скопје. Нивна цел е заземање и на резервоарот Рашче, од кој градот Скопје се снабдува со вода за пиење, за да истиот се искористи за уценување. Вчера попладне во нападите кај Радуша биле ранети 6 полицајци. По соодветниот одговор на македонските безбедносни сили, при што се потребени и хеликоптери на АРМ, интензитетот на нападите е намален, но тие се уште продолжуваат. Во Кумановско вчера попладне се регистрирани 4 вооружени напади на албанските терористи од правец на селото Никуштак врз позициите на македонските безбедносни сили кај Уминдол. На нападите не било возвратено, бидејќи, иако терористите користеле и минофрлачи, животите на припадниците на македонските безбедносни сили не биле загрозени. Во Радуша се уште траат. Македонските безбедносни сили во содејство действуваат со сите расположливи средства во обид да ги неутрализираат албанските терористи.
Инаку, како што дознаваме, во овој дел на Радуша од Кривеник, што е на косовска страна, влегла поголема група терористи добро вооружени. Во разговор со министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски и со генералот на полициските сили Ристо Галевски, дознаваме дека се работи за група што брои околу 1000 терористи. Инаку вооружените действија во Радуша траат од синоќа. Албанските терористи од сите ги нападнале позициите на македонските безбедносни сили. Локации имало и во претходните денови. Утринава, како што дознаваме, била обколена полициската станица во Радуша, каде во вкрстен оган се нашле припадниците на македонските безбедносни сили. До сега неофицијално дознаваме дека има 9 ранети. Истовремено се работи на нивно излекување во што е Вооружените действија се доека екипата на македонската телевизија беше во Дервинската клисура, траеа, а според последните информации се уште траат. Македонските безбедносни сили заеднички во содејство действуваа со сите расположливи средства во обид да ги неутрализираат албанските терористи. Информациите наши говорат дека во Радуша од Кривеник, што е на косовска страна, влегла поголема група терористи кои биле добро вооружени со најсофистицирано модерно оружје. Во разговор со министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски, кој беше на самото место, и со генералот на полицијата Ристо Галевски, дознаваме дека групата броела околу 1000 терористи и тоа дека дошле од така наречениот Косовски заштитен корпус. Инаку, да кажем и тоа дека вооружените действија во Радуша траеа, поточно започнале доцна синоќа уште, а исто така дознаваме дека утринава била обколена и полициската станица во Радуша, при што македонските безбедносни сили се нашле од вкрстен оган, бидејќи албанските терористи действувале речиси од сите страни. По апелот од полицискиот пункт при што било побарано да действува армијата, действува и македонските воздухопловни сили. Околу нешто по 17 часот и 15 минути беа вклучени и хеликоптерите Ми-24 и двата авиони Сухој. Ова се снимките кои што се направени во доцните попладневни часови, значи се до нашето заминување од Дервинската клисура. Дознавам и тоа дека провокации со помал интензитет имало и во претходните денови, но дека најжестоко албанските терористи испровоцирале во доцна вечерта и утринава. Последните информации говорат дека има 9 повредени припадници на македонските безбедносни сили. Уште и екипата на МТБ додека беше таму се работеше на нивно излекување, во што беше вклучена и специјалната единица на Министерството за внатрешни работи, а исто така во оваа акција беа вклучени и посебните единици.
над селото Љуботен на Скопска Црна Гора го нападнале. По успешната акција на македонските безбедносни сили, терористичките групации кои напаѓаа од село Љуботен, нешто по 16 часот беа разбиени, а селото, според полициски извори, исчистено од терористичките банди. Предходеа жестоки борби внатре во селото. Припадниците на полицијата најпрвин фатија осумнина, а нешто подоцно уште 12 терористи, кои поседува автоматско оружје и кои веднаш беа приведени. И по 16 часот и 30 минути продолжија борбените дејствија, но со послаб интензитет. Според информациите и од министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски, кој во текот на целата акција беше присутен на теренот, по успешниот одговор од страна на безбедносните сили, терористите почнале да се повлекуваат над селото кон внатрешноста на Скопска Црна Гора. Освен еден со полесна повреда во стопалото, во оваа акција нема други повредени ниту загинати меѓу припадниците на безбедносните сили. Во текот на жестоките терористички напади, кои денеска започнаа околу 8 часот изутрина и во кои терористите дејствуваа од село Љуботен, но и од село Матејче со минофрлачи од голем калибар, околу 1000 лица, жители на село Љуботен, исплашени од жестокиот оган, го напуштија селото и се упатија кон Скопје. Дознаваме дека акцијата за нивно прифаќање од страна на Меѓународниот комитет на Црвениот крст се уште трае. Според полициски извори, во жестоките терористички напади на овој терен дејствувале терористички групации влезени од Косово, од кај Танушевци и Брест, но и местно население од Љуботен и од Матејче. Потврда за ова се патните исправи пронајдени кај приведените терористи. Како што дознаваме од полициски извори, попладнево биле нападнати и 2 полициски пункта во околината на село Арачиново. Нападите биле одбиени, пошто нема борби. Ириски оган утрово околу 8 часот доаѓа од селото Љуботен, на 15 на километри од Скопје, на Скопска Црна Гора. Вака македонските безбедносни сили возвратија на нападите што утрово ги извршиле терористите на полициската станица во селото Љубанци, потврдија извори во Министерството за одбрана и внатрешни работи. На нападите жестоко се одговараше се до 11 часот. Реонот го надлетуваше авион Сухои, а околу 10 часот овде надлетаа и хеликоптери, но не действуваа. Жителите на Радишани и Љубанци велат дека во текот на ноќта од Љуботен се обиделе да избегаат тројца терористи, кои со такси сакале да се префрлат во Скопје. Полицијата ги уапсила. По неколку часа затишје, терористите повторно се огласија во Љуботен околу 15 часот, овој пат во обид да ги нападнат позициите на полицијата и војската кај Љуботенска бачила. Артилеријата повторно беше вклучена. И додека овде траеа борбите, стотина жители од албанска националност се обиделе да се спуштат кон Радишани. Меѓу нив, според наводите на жителите на Радишани, имало и 4 терористи. Еден од нив во униформа бил пресретнат од радишанци и како што велат тие, на ова место во подножието на Љуботен бил претепан. Телото беше оставено во нивите, пошто интервенираше итната медицинска помош. Војници, а повредија исто толку. Не беше мирно ниту во Радуша. Поголема група терористи од КЗК се обидела да влезе на македонска територија. Доаѓала од правец на косовското село Кривеник. Обидот е оневозможен со десување на артилеријата и пешадиско вооружување. Патот Скопје-Тетово утрово повторно авиони Сухои и хеликоптерите Ми-24 сили ги разбија вооружените албански терористи кои ги напаѓаа позициите на полицијата и армијата,
Дел од терористите се обидале да избегаат заедно со цивилното население. Како што неофицијално вели полициски извор, се работи за обид терористите замаскирани меѓу народот да се извлечат од кризниот Лјуботенски регион, движејќи се кон скопската населба Радишани. Меѓутоа, полициските екипи успеале да ги фатат и дел од нив се приведени. Се работи за група од околу 70 лица, сите жители на село Лјуботен, за која, велат во полицијата, е започната постапка за утврдување кои од лицата се виновни за терористичките напади, а кои навистина се цивили. Доказната постапка се врши со парафински ракави. Еа надеж дека ќе го почитуваат она што вчера во Скопје беше најавено како договор за опената болница 40-годишниот Душко Ѓоргиевски од Беловиште. Тој вчера беше ранет во ногата за време на нападите што албанските терористи ги вршеа од Слатино и Одри. Не е во животна опасност. Тој е еден од многуте цивили повредени. Бројна стрела 10, кој ќе служи за заштита на аеродромот Петровец, други важни стратешки објекти и поголемите градови. Марковски демантираше дека имало договор меѓу АРМ и Југословенската војска за соработка во случај на избивање на граѓанска војна кај нас. Нашиот генерал Панде Петровски и генералот Павковиќ воопшто не се сретнале, а македонските безбедносни сили се доволно силни за одбрана на државата, изјави Марковски. Кои беа водени последниот викенд, им нанале тежок пораст на терористите. Загинале над 600 терористи, меѓу кои имало и припадници на косовското заштитно. Терористички банди кои уништуваат се што е македонско. Изутрината во 6 часот и 15 минути терористите го минирале и го разурнале мотел-ресторанот Бриони, собственост на лице од македонска националност. Екипа на македонската телевизија на местото што се наоѓа 8 километри јужно од Тетово на локалниот пат, меѓу тетовските села Брвеница и Челопек, пристигна околу 10 часот кога од соседните села беа собрани револтирани жители. Тие беа гневни што се незаштитени, што секојдневно се изложени на теророт на албанските терористи. Никој од нив не сакаше да зборува пред камерите, велејќи дека утре ќе нема кој да ги заштити, зашто терористите ќе си продолжат непречено да ги извршуваат ваквите злодела и врз нив. Кој ќе каже да се изјави на ројте? Такси спокојни. Овде ќе седеа со нас. Тие сега не пуштани камера, никој сами ќе најде. Ова е крајно, крајно. Да ги брзо. Цело време мештаните се прашуваа каде се исчезнатите двајца жители на Челопек, кои во времето на експлозијата биле на работното место во мотелот. Автомобилот и мобилниот телефон на едниот од нив беа предурнатините на мотелот Бриони, а 30 минути по полнок двајцата контактирале со домашните и не се пожалиле дека имаат некаков проблем. Цело време нивните семејства мислеа и се надеваа дека се киднапирани од албанските терористи, меѓутоа состојбата се вжешти и кулминира во моментот кога неколку мештени на Брвеница во урнатините на објектот најдоа делови од телата на двајцата соселани. Набргу дојде истражен судија и заменик јавен обвинител од Основниот суд во Тетово, кои за малку ќе го искусеа гневот на селаните. Според првичните сознанија, но и од она што можеше да се види, повеќето беа во шок од налудничавата постапка на албанските терористи. Двајцата вработени, Светислав Трпковски, 39 години, и 46 годишниот Богослав Илиевски, од страна на албанските терористи биле врзани со јажења за столб, а разнесените делови од нивните тела укажуваат дека експлозивот бил врзан за нив. На местото останале само делови од нивните тела по експлозијата, која имала голема разорна моќ. На тоа укажува и мотелот што е целосно срамнет со земја, а цели бетонски блокови со десетици метри беа расфрлани. Денеска го објавува. Терористите на Осама Бин Ладен действуваат во Македонија заедно со албанските терористи на така наречената ОНА, потврдуваат разузнавачки извори за телевизија Сител, како и западните медиуми. ЦИА тврди дека исламистите на Бин Ладен имаат свои бази на Косово, Албанија, но и во Македонија. Тоа може да се потврди од ексклузивните снимки до кои дојде телевизија Сител, на која се гледат муџахедините во друштво на командант Тели, еден од командантите на така наречената Ослободителна национална армија. По нашите предпоставки, овие снимки најверојатно се направени во Скопје, Република Македонија.
Тука на снимката се наоѓаат двајца муџахедини кои во земјата влегле минатото лето со лажни идентитети и пасоши од Босна. Странските разузнавачи ја потврдија и информацијата дека овие двајца од неколкуте стотини муџахедини во земјава се бореле и во војната во Хрватска, Босна и на Косово, а со лажни босански пасоши ја минале границата со Република Македонија. Еден од членовите на оваа муџахединска група, пакистанец по потекло, кој не може да се види на снимката, но неговото присуство ни е потврдено од разузнавачки извори, најверојатно е вмешан во терористичкиот напад на светскиот трговски центар во Њу Јорк како еден од можните грабнувачи на еден од авионите. Овие информации се испратени на американските разузнавачи од страна на македонските безбедносни сили. Пакистанецот пред да замине од земјава најверојатно престојувал во терористичките кампови во Албанија, соопштуваат странските разузнавачи. Останатите луѓе од оваа ексклузивна снимка се: оваа девојка сега што ја гледате во моментот е еден од студентите на така наречениот Тетовски универзитет. Малку подоцна ќе видите една девојка со плава коса, исто така таа студира на Малоречанскиот универзитет, додека една девојка со црвена беретка на главата со ознаки на УЧК и долга коса, прибрана долга коса, таа е една од најблиските соработници на таа девојка која што е еден од најблиските соработници на командантот Тели. Оваа снимка според локацијата на видеолентата може да се забележи дека е снимана негде во Липковскиот регион, бидејќи нешто подоцна ќе видите како терористите во кола се движат покрај браната на Липковските езера и езерото Глажња. Веќе напоменавме, ова е една од најблиските соработници на командантот Тели. Странските разузнавачи за сител потврдија дека муџахедините во редовите на така наречената ОНА врските со албанските борци во земјава ги остваруваат најмногу преку оџите во локалните џамии, од каде селското население се повикува на света војна джихад. Албанските екстремисти на Балканот се поврзани со исламските фундаменталисти по имињата на командантите. Пред името на секој командант стои оџа, од што се знае дали секој од нив поминал школа во некоја арапска земја, без разлика дали тоа е верска или воена школа. Јакуб Асипи, например, оџата од Лупчане, има директни врски со политичкиот представник на така наречената ОНА, Али Ахмети, како и држи контрола врз борците на ОВК, а сега Косовскиот заштитен корпус, Даут Харадинај, Маличин Андрецај и Хисни Шакири. За оџата од Слупчане, странските разузнавачи соопштуваат дека известно време престојувал во Саудиска Арабија, од каде со група муџахедини доаѓа во Косово, па потоа во Македонија. Масакрот кај Вејце, според податоците на истрагата, е извршен од муџахедини, а еден од нив се борел и во Чеченија, а во земјава преку џамиите во Тетовско за време на молитвите повикува на света војна джихад. Според дневниот весник Дневник, главната врска меѓу муџахедините ОВК и така наречената ОНА е извесен командант Мјекра, задолжен за разузнавање. Тој е врската меѓу муџахединските групи во земјава Косово и Албанија. Агенцијата United Press наведува дека Осама Бин Ладен бил најактивен на Балканот во средината на 1998 година. Во тој период Соединетите Американски држави почнаа акција со безбедносните сили на Албанија, Бугарија и Македонија за прекинување на терористичката мрежа на Бин Ладен на Балканот, но акцијата за жал не заврши успешно. Неколку дена по посетата на првиот човек на ЦИА во Албанија и Бугарија, овие две држави протераа неколку странски државјани кои главно се дојдени од Блискиот Исток. Од Албанија беа протерани 5 луѓе, додека од Бугарија 1. Сите протерани се осомничени дека соработуваат со терористичката организација Муслимански браќа, која действува во рамките на интернационалата на исламските терористички организации. Еден од начините на действување и на логистика на терористите на Балканот е преку хуманитарните организации, дури и во Македонија. Тоа се хуманитарните организации ЙЕТА, Класија на добрината и Ел Хилал. Еден од првите луѓе на организацијата ЙЕТА има брат кој што е командант во редовите на така наречената Ослободителна национална армија. Овие хуманитарци деновиве се под зголемен надзор на сите можни разузнавачки служби, поради нивната финансиска поврзаност со Исламската банка од Џеда, Саудиска Арабија, посебно заради перењето пари преку банки во Приштина и Тирана. Исламската банка од Џеда за странските разузнавачи е главен финансиер на Ал-Каед, организацијата на Осама Бин Ладен. Тренинг камповите во градовите Пешкопеја, Бајрам Цури и Тропоја се директно финансирани од Исламската банка од Џеда по налог на Ал-Каед. Вашингтон Таймс пак тврди дека така наречената ОНА за финансиер го има Осама Бин Ладен, кој парите за албанските терористи ги префрлил преку еден политички представник во Македонија. Локалниот застапник за Бин Ладен во земјава, според Вашингтон Таймс, досега префрлил повеќе од 6 милиони американски долари.
И па сега малку ќе ве потсетиме дека во 2000-та година пак ќе се навратиме на информацијата на неделникот Старт дека на Арбен Джафери, лидерот на ПДП НДП, што подоцна се докажи во судска постапка, му беа исплатени $1,000,000 американски долари. Не се знае целта зашто му беа тие пари исплатени. И би сакала сега да кажам една случка. Еден од полицајците кој што го сретнав во Кумановскиот район ми раскажа една случка од 97 година кога при рутинска контрола на возило кое што го напуштало хотелот Континентал во Скопје во 6 часот наутро било со албански регистарски таблички. Во колата имало 4 лица кои што поседувале албански пасоши. 3 од нив направиле се за да одговорат на барањата на полицајците при оваа рутинска контрола, додека четвртиот воопшто не се ни мрднал и имал навистина смрзнат поглед, црна коса и долга брада. Полицајецот во разговорот со мене се колнеше дека тој човек е Осама Бин Ладен. Значи се работи за рутинска контрола на возило кое што го напуштало хотелот Континентал пролетта 1997 година. Тој го познал човекот по сликите кои што и биле испратени преку службата на Интерпол во Скопје. Која според изјави на очевидци се закопани телата на киднапирани македонски цивили. Причина – Хашкиот трибунал со барање ексхумацијата да почне за 2 дена. Во попладневните часови на овој район се изврши смена на представниците на МВР кои остануваат да го обезбедуваат по широкиот и потесниот регион, кој што е посочен за можна локација за масовната гробница согласно со договорот и со планот за ексхумација. На теренот, заедно со нашите припадници на полицијата, беа и поголеми тимови на мисијата Килибар на Лисица, на ОПСЕ и амбулантни возила. Во доцните попладневни часови, теренот го напуштија припадниците на ОПСЕ и на Килибарната Лисица со образложение дека имаат мандат за заштита на мониторите. Синоќа на подмолен начин од заседа од страна на терористичките банди со еден проектил РПГ и со золји беше дејствувано врз транспортер и Лада Нива, при што загинаа тројцата припадници на МВР – Драгоминовски, Бобан Трпков и Оливер Петрушевски. Во извршениот напад се повредени Александар Левков, Љупчо Стојчевски и Никола Спасов, припадници на МВР. Ова е местото каде синоќа се водеше вистинска војна. Десно се селата Шемшево и Желино, а лево селото Требош. Овој пат е високо ризичен, во непосредна близина се стационирани албанските терористи, а на патот за Требош на 150 до 200 метри е можната локација на масовната гробница. На местото се уште стојат утврдувањата и оружјето на терористите и дел од опремата на убиените македонски полицајци. Министерството за внатрешни работи не располага со податоци за евентуални жртви од страна на терористите. Нападот на терористите следуваше по синоќешното приведување на 7 лица, за кои по идентификацијата е утврдено дека се одговорни за тероризам, а во моментот на претресот на кој присуствува и представници на Килибарната Лисица, се види дека се вооружени со автоматско оружје, полно и откочено, подготвено за напад на безбедносните сили. Голем број македонски цивили во вечерните часови во Тетовско беа киднапирани. По 12 часовно заложништво од страна на униформирани внимаваат на она што им е зад грб, отколку на она што доаѓа од Косово. Причината е фактор што не се контролира македонската територија зад граничната линија, онаму каде македонските безбедносни сили немаат пристап. Се патролира и на краевите од овие територии на некои невидливи внатрешни граници, каде се пука на патролите на Арама. Последен ваков инцидент е забележан во близина на селото Мојанце, Скопско, длабоко на македонска територија. Во ноември најмногу инциденти се случија во близината на Скопска Црна Гора. Судејќи според извештаите на КВОР, најмногу илегални преминувања во ноември се случиле токму тука. КВОР регистрирал вкупно 20 илегалци и 11 коњи на 4 места кои се користат за илегални премини. Два од нив се Рестелица и Бродосавце на Шарпланина на почетокот од ноември, а по 23 ноември кај Долно Злокуќане и Шашаре во секторот Исток во близина на Скопска Црна Гора. Сите илегалци се мажи, бидејќи КВОР на границата не забира групи илегалци меѓу кои има жени и деца, бидејќи тие за нив се бегалци. Дали има зголемени нелегални премини на границата? Одговорот е не. Имаше нешто помалку од минатиот месец, но ова незначителен број. Дали сме забележале бегалци да ја минуваат границата? Не можеме да го потврдиме во моментов тоа, дали имало или не. И 3. Колку има уапсени во затворот во Бонстил? Бројот е 19. И Меѓународниот Црвен крст потврди дека неодамна во селото Брест на Скопска Црна Гора се вратиле 200 лица од Косово.
Тие сигурно не преминале од Косово во Македонија преку легален граничен премин. Е дел од генералниот план за враќање на полицијата во кризниот Липковски регион. Две други полициски патроли вооружени со лесно оружје и во сина мирновременска униформа заедно со ОПСЕ продолжија во селата Виштица и Ропајце, кои се дел од првата Самедан Халили, началникот на Кумановската полиција Драги Несторовски, со посредство на ОПСЕ се состанаа и ги договорија деталите за влезот на полицајците. Вчера, на состанокот на местните заедници на трите села, локалното население не сакаше да ги прифати полицајците и нападнало патрола на македонската полиција во реонот на селото Ратај на стариот земјен пат кон Требош. Полицајците возвратиле на нападот, при што бил погоден еден од напаѓачите кој напад кон медицинскиот центар во Тетово починал, додека уште еден бил потешко повреден и префрлен на клиниките во Скопје и се наоѓа во животна опасност. На местото од настанот се мисиите на ОПСЕ и НАТО мисијата Килибар на Лисица, кои истражуваат кој прв отвори логан во оваа престрелка. Македонската полиција, придружувана од представници на мисиите на НАТО, ОПСЕ и мониторите на Европската унија во Македонија, денеска сепак не влезе во сите села во Тетовско, предвидени со планот за незино враќање во кризните региони. По 3-часовно задоснување, етнички мешаните патроли на македонската полиција, облечени во редовни униформи и само со лично вооружување, влегува во тетовските села Глоѓи и Отушиште, каде што патролираа само половина час. Враќањето на полицијата беше оневозможено во селото Доброште, каде што МВР Марко треба да го купат и дали транспортните може да се претворат и во борбени летала. Марковски го демантираше написот на Дневник дека Украина ќе гради фабрика за Тоа беше соодветно возвратено. Во оружената престрелка, 7 се уште неидентификувани лица биле усмртени, но според првичните сознанија на Министерството за внатрешни работи станува збор за странски државјани, најверојатно од Пакистан. Кај групата пронајдено големо количество оружје, а нивна цел – високи владини функционери и странски амбасади. Денеска изутрина околу 4 часот во местноста Раштански Лозија, 7 члена вооружена група извршила напад врз полициска патрола. Групата, превезувана со комби, се движела од север од Љуботен спрема Скопје. Вооружената група од полициската патрола била предупредена да застане, но бидејќи отвориле оган од автоматско оружје врз полицијата, во оружената престрелка 7 се уште неидентификувани лица биле усмртени. Во тек се мерки за утврдување на идентитетот на усмртените лица, а првичните сознанија на МВР укажуваат дека се работи за странски државјани, најверојатно од Пакистан. Сознанијата за уфрлената група во Македонија полицијата ги добила од претходно апсената 4 члена муџахединска група, во која двајца биле јорданци, а двајца босанци кои студирале во Јордан. Сознанијата се добијани од информатори од подшарпланинските и кумановските села, кои, велат во МВР, ја извршиле својата граѓанска должност и кои не можеле да ги издржат тортурата и рекетот од така наречената Ана. Од 4 члената полициска патрола нема повредени, а возилото на патролата е оштетено со куршуми од автоматско оружје. Акцијата на македонската полиција била добро организирана, инаку како што изјавува министерот за внатрешни работи, ке имавме жртви. Цел на уфрлената група во Македонија се високи владини функционери и позначаните амбасади во Скопје, посебно американската, англиската и германската, сите оние кои како и Република Македонија се вклучени во борбата против глобалниот тероризам. Сознанија имаме веќе 15 на дена наназад, безбедносните сили Кумановско-Липковскиот регион, обезбедувањето на странските амбасади е засилено. МВР работи синхронизирано со странски разузнавачки служби. Ние како министри пушки со 3 од нив десувала врз македонската полиција. Имали Амбрус, германско противоклопно средство кое во своето десување е помоќно и од золите. РПГ, кинески рачен фрлач на гранати, Калашников од кинеско производство, 8 рачни бомби од кинеско производство, 2 пиштола и рачна радиостаница за комуницирање. Во торбите 7 члената група носела нови униформи со ознаки на УЧК од тајванско производство. Министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски не мисли дека себо ова е најава за пролетна офанзива, бидејќи како што изјавува, сите го очекуваме мирот и дека со исцрпувањето на обврските од рамковниот договор нема да има елементи за действување на различни групи во политички цели. Во МВР, како и на теренот, беа присутни тимови на килибарните лисици и портпаролот на ОПСЕ Флорин Паснику, кој не сакаше да даде изјава за настанот, бидејќи вели дека за ова полицајци кои се наоѓале во полицискиот джип. Во престрелката убиени се сите седумби на терористи кои пукале од калашникови. Вака раководството на МВР денеска го објасни она што се случувало во Раштанските Лозија. На прашањето дали само 4 полицајци се справиле со вооружената група, за која се смета дека се муџахедини или терористи од Пакистан, првите луѓе на МВР одговорија потврдно.
Ова е уште еднаш потенцирам случајност што немаме жртви на наша страна. Сепак, министерот Љубе Бошковски изјави дека МВР имало сознание дека во Македонија пред 10 дена е уфрлена терористичка група, која имала намера да изврши напади на македонски функционери и странски амбасади. Нивните ангажмани и активности Пред американската, германската и британската амбасада. Во времето кога екипата на А1 беше на местото каде утрово се случила престрелката, полицијата беше повлечена. На местото каде што утрово се одвивала полициската акција се уште има траги од крв. Луѓето кои живеат во близина на ова место велат дека утрово околу 4 часот слушнале единствено истрели. Освен крв, овде се гледа и траги од крушумите и од полицискиот увид. На само 500 метри од овде живее таткото на Џавид Касани, но тој ни кажа дека утрото полицијата не доаѓала кај нив, туку тој и неговото семејство слушнале истрели, а околу 8 часот полицијата заминала кон Скопје. Ова се слики од обиените, чии тела сега се на обдукција во судската медицина. Се уште не се идентификувани, но според она што е пронајдено кај нив, се работи за странски државјани, веројатно од Пакистан. Според информации од вештаци, во нив не е пукано од блиску, а земена им е парафинска ракавица за да се види кој од нив пукал кон полицијата. На себе имале цивилни алишта, но полицијата тврди дека во торбите имале и 7 униформи со ознаки на УЧК, 4 калашникови бомби, муниција, рачни фрлачи, гранати, радиостаница, турски лири. Информациите за постоењето на оваа 7-члена група МВР ги добило пред 12 дена, кога во околината на резиденциите на германската амбасада уапсиле 4 лица, од кои 2 јорданци и 2 босански државјани, со илјадници и страници податоци за војната во Босна, Косово и Македонија. Според тврдењата на министерот Бошковски, тие признале дека во Македонија е уфрлена муџахединска група, која има иста цел да ги нападне странските дипломати во Скопје. Седумината кои утрово се убиени, според тврдењата на МВР, соработувале со луѓе од поранешната ОНА, но немаат сознание дали се работи за меѓународно позната група. Бошковски смета дека овој настан не е најава за пролетна офанзива, но полицијата е подготвена.